Инаку е светска недела за борба против глаукомот. Ке одиме, односно ке се селиме во Штип Линковски, ке ја вклучиме нашата колешка Александра Ристевска, која ќе разговара токму на оваа тема со доктор Страхит Газепов од клиничката болница во Штип за бесплатното мерење на очниот притисок во Штип по повод токму оваа светска недела. Александра, добро утро до тебе и добро утро до нашиот гостин, па како сето ова ке се одвива, кој временски период во Штип? Повелете со разговорот. Така, добро утро од Штип. Ви посакувам на вас во студиото, но и на целата македонска јавност. Како што кажа и ти, Слободанка, од 8 до 14 е светската недела за борба со глаукомот. Оваа болест, ова офталмолошко заболување уште се нарекува и тиво крадец на видот. Статистиката говори дека во државата има околу 20.000 пациенти заболени со ово очно заболување, но проблемот е во тоа што кај голем дел од граѓаните се уште не е диагностицирано. За околу 1 час од сега во Штип, во здравствениот дом, во холот, ќе започне акцијата за мерење на бесплатно мерење на очниот притисок и токму на оваа тема разговараме со доктор Страхил Газепов, офталмолог во Штипската болница и универзитетски професор. Професоре, добро утро и добро дојдовте во утринската на Алфа. Добро утро на вас и на гледачите на вашата Алфа телевизија. Така, рековме дека за неполн час од сега ќе започне акцијата за бесплатно мерење на крвен притисок, очен притисок, очен притисок. Дали ваквите кампањи придонесуваат за диагностицирање кај пациентите? Апсолутно да. Ние традиционално секоја година ја затвараме практично неделата, светската недела за борба против глаукомот, бидејќи ги правиме акциите последниот ден во петок. Ова година ќе мериме очен притисок на 2 пункта. Морам да напоменам дека се вклучи и катедрата по офталмологија на медицинскиот факултет при УГД Штип, така да ќе се мери во холот на здравниот дом во периодот од 9 до 13 часот, доколку има интерес од повеќе граѓани ќе се и продолжи времето за мерење на бесплатно очен притисок. Вториот пункт е во кабинетот по оптометрија на факултетот во поранешната текстилно училиште, зборам за штипјани, за да знаат каде е кабинетот. Така да на тие 2 пункта сите граѓани, вклучително, да кажем, и студентите, можат да дојдат не само да си го проверат очниот притисок, него кај многу од нив ќе се провери и диоптеријата, ќе се проверат и други некои параметри, бидејќи располагаме со софистицирана опрема која може повеќе параметри да ги измери во исто време. Акцијата дава голем бенефит, хост-бенефит, бидејќи ова болест, како што спомнавте, мине без симптоми, без болка, без видни тегови, црвено око или слично. Граѓаните, односно нашите видни пациенти, немат причина практично да се јават на очен доктор, немат никакви тегови и кога дојдат во напредна фаза, кога веќе имат манифестни симптоми на губење на вид или слични тегови, болки во очите обично, така почнува, знае да биде во напредна фаза, да биде очниот нерв видно оштетен од долгогодишен зголемен очен притисок и тогаш веќе имаме неповратни промени кон губиток на очниот вид. Така да и Светската здравствена организација активно секоја година, бидејќи превентивните прегледи се практично најдобра варијанта за пациентите, да го рано откриеме, да го превенираме, да го фатиме во рана фаза, да се преземат мерки, за да не дојде до губиток на вид кај пациентите. Знаете, еден сте пациенти
трагедија лична, но е и трагедија за општеството, губи работоспособен човек, фамилијата трпи. Тоа е една страшна ситуација која треба да во 21 век да ја избегнеме, да ја сведеме на минимум. Јас морам да напоменам дека нашите амбуланти во клиничка болница Штип цела година се отворени за бесплатно мерење ноќен притисок, така да пациенти можат да дојдат и во работно време кога работат амбулантите само за проверка ноќниот притисок и ниеден нема да биде вратен. Така. Се со цел да ги рано откриеме пациентите. Што говори вашата пракса? Традиционално, професоре, во изминатиот период, токму во оваа светска недела за борба со глаукомот, се организираат вакви бесплатни прегледи. Што говори вашата пракса? Колку на ваквите прегледи диагностицирате нови пациенти? Па јас можам да ги споменам ланските бројки од ланската акција, бидејќи ни се веќе анализирани и ставени во нашите програмски активности. Од 440 прегледи кои ги направивме лани за последниот ден од денот на светската недела борба против глаукомот, имавме 23 ново откриени болни со висок очен притисок, од кои 17 или 18 беа веќе со манифестни тегоби на глауком. Секој покачен очен притисок не значи дека пациентот има глауком, но е водички симптом дека можно е тај пациент да има глауком. Пред самиот крај на разговорот, само да упатиме еден апел до сите граѓани кои сега не гледаат, за неполни 40 минути може да дојдат во фоајето, во холот на здравствениот дом овде во Штип и бесплатно да се прегледат. Дали са болни прегледите? Не апсолутно. Клиничка болница Штип и медицинскиот факултет располагат со најсовремени апарати, така наречени безконтактни тонометри. Практично нема никаков контакт помеѓу пациентот и апаратот, апсолутно се безболни, работат на принцип на воздух, нема ризик од пренесување на инфекција, од повреда или од слично и се сосема безболни. Една секунда е сосема, а бенефитот е голем. Така, јас ви благодарам за ова гостување во утринската на Алфа. Се надевам дека ќе имаме уште многу вакви кампањи каде ќе можеме превентивно да влијаеме на граѓаните. Благодарам за вашиот интерес за оваа опака болест. Дефинитивно и мотото ова година на кампањата е да се обединеме сите за да го ослободиме светот од глауком. Дефинитивно и без медиумите, без таа ваша поддршка што ни ја пружите, нема да можеме да допреме до повеќе граѓани и во оваа прилика сакам да заблагодарам за вашиот интерес за оваа. Така, јас ви благодарам. Студио, дали имаме некое прашање до професорот Газепов? Не убаво се си кажавте, јас само ќе упатам исто така голем поздрав до нашиот гостин Александра и благодарам за тоа што не пофали еве како поддршка, а зошто да не секако да допре до населението низ нашата Македонија, до сите граѓани за глаукомот, да бидеме внимателни многу и навреме прегледи. Имајте си убав ден секако и убав викенд.